И секогаш кога вакви хавари има, кога истекува вода од вакви ископи, од вакви рудници, секогаш без исклучок некај нас во светот постои зголемена концентрација на цијанид во околината кај што истече на оваа вода, или ако истече вака во река, тогаш и у реката. И имаше тука некои ги гледав социјални мрежи и така натака кои што тврдеа дека јас сум крел паника. Да, си ширал паника. Не збори глупости, еве кажаа овие од механичко загадување било само, ништо немало. За сега да излезе после 10 дена, толку им требало веројатно да го направат испитувањето. Не само што има цијанид, него неколку стотици пати изголемено цијанид, арсен. И сега збориме за тешки метали и тешки опасни отрови и кои што се штетни по животот и по здравјето и на луѓето и на животните и на околината и на ама за да ја санираат штетата, политичката штета, вечерта кога ги објавивме овие снимки од загадената крива река, пратеникот Емил Спасов, Емил Спасовски или не знам како. од ВМРО-ДПМН рече на Facebook излезе, абе нема врска, не лажете, не ширете лажни вести, повикувајќи се на објава на државниот инспекторат за животна средина, кој што без да изврши лабораториска анализа, на социјални мрежи и по медиуми тврдеа дека не се работи за никакво хемиско загадување на водите, туку се работи само механичко, дека само се дигнала прашината, седиментот и не е страшно. Сега, ако вие со вашите објави на социјални мрежи сте довеле во заблуда луѓе, како што вика граначалник, и тие луѓе продолжиле заради тоа што вие сте објавувале, кој ќе одговара за тоа труење кој што го труење на луѓето? Дали смета АХВ, Агенција за храна и ветеринарство, дека уште треба да чека и да не донесе соодветни мерки за храната што се произведува во овде?